Каде и да одам, во срце го носам. Мојот роден крај. Нашата татковина на секаде е исполнета со безпрекорни убавини кои пленат, а еден од најживописните предели на нашата држава е течението на реката Црн Дрим. Движејќи се помеѓу планинските падини по западниот дел на Македонија, од својата десна страна ја остава висорамнината Центар Жупа, која останала помеѓу планината и бреговите на реката. Центар Жупа е уште една рурална општина во западниот дел на Македонија, на потегот помеѓу градовите Струга и Дебар и во себе содржи 23 села. Според пописот од 2021 година во општината живеат 3720 жители, за разлика од 2002 година кога во општината живееле 6519 жители. Нашата денешна авантура е во селото Елевци, во крајниот југ на општината Центар Жупа, на падините на планината Стогово, на надморска височина од 1000 до 1200 метри и представува планинско село. Според легендата која ја прераскажуваат селаните, во минатото родот Елез од соседното село Евла се доселило тука, па така настанало селото Елевци. Тоа представува мало село од збиен тип, кое денес брои 271 жител според пописот во 2021 година или 450 жители според жителите на селото. А најбројно население селото имало во 1941 година, кога во селото живееле 700 жители. Наш домаќин во село Елевци беше просветниот работник во селското училиште и председателот на местната самоуправа во селото Наим Усеј. Јас сум председател на местната заедница село Елевци Наим Усеј. Тука живееме, имаме 450 луѓе што живеат, 80 куќи што има тука. Наим ни раскажа со што најчесто се занимаваат жителите на Елевци. Имаме работни со земјоделци народ тука и има повеќе што работат со сточарство. Во зимски време имаме некаде 3000 овци во наша село што се занимаваат народот. Во зимски време оид во Битола и во Велес, а во летно време тука се чуваат на нашите планини горе Сен Камен. Ни раскажа и каде најчесто заминуваат жителите на Елевци. На сега, натаму овие што имаме повеќе млади луѓе, повеќе почна да се оид во Италија и во Германија. Најмногу. Тој работи како наставник во училиштето, па добро ја знае и ситуацијата со учениците во селото. Како има потреба да се заменуваат надвор младите и почна да се земаат и фамилијата надвор и заради тоа и почна да се намалуваат на школите децињата. 5 години имавме тука 30 дециња што се беше на школа, а заради тоа што оид на надвор, се почна да се намалуваат децињата, сега заради тоа имаме 14 деца. Потоа, зашто тука имаме сега од 1 до 4 одделение, потоа од 5 до 9 одделение оид во Коџаџик да се продолжи учењето. Во 50-тите години од минатиот век дури 74 турски семејства се иселиле во Република Турција,
додека македонските семејства заминаа во Скопје, Дебар, па дури и во Софија и Кюстендил во соседна Бугарија. Така и Елевци од ден во ден останува со се помал број на жители, се потивки и попразни улици по кои се слуша само цвркотот на птиците. Така ја привршуваме и нашата денешна авантура во село Елевци и зад себе оставаме уште една дружба со жителите на ова село, кои ќе останат наши пријатели. А вам, драги гледачи, ве покануваме и понатака да не следите, заследувајќи ги нашите профили на Инстаграм и ТикТок, нашата страна на Фејсбук и нашиот канал на YouTube, па се гледаме наредната недела со нова авантура низ нашиот роден крај.